Го следите најновото издание на вестите на Слободна ТВ. Добро дојдовте. Делегација предводена од премиерот Димитар Ковачевски денеска престојува во еднодневна работна посета на Софија. Работната посета на Ковачевски делегацијата од ресорите економија и енергетика, како што информираат од владината прес-служба, е за справување со последиците од светската енергетска криза. Бугарскиот министар за надворешни работи Николај Милков вчера изјави дека сериозно се подготвуваат за посетата на премиерот Ковачевски на Бугарија. Како што јави дописникот на МИА од Софија, Милков во интервју за БНР оцени дека односите меѓу двете држави имаат многу димензии. Тие се повеќе слојни и не може да се мерат со прашањата за снабдување со електрична енергија од Бугарија во Република Северна Македонија. Се очекува да се разговара за широк спектар прашања и да се направат видливи чекори за решавање на сите прашања. Работите ќе се разгледуваат во нивната меѓусебна зависност, изјави Милков и додаде дека кога ќе дојде премиер од соседна држава, треба да се постават сите прашања кои би биле од интерес за двете земји. Од АД Електрани на Македонија вчера информираа дека ќе бидат вклучени во реализацијата на договорените проекти за справувањето со енергетската криза, кои ќе произлезат од иницијативата Отворен Балкан и од другите форми на соработка меѓу земјите во регионот, чие директно спроведување во енергетиката ќе треба да тече преку АД-ЕСМ. Членови на Сдруженијето на приватни лекари на Македонија денеска стапија во 3-дневен штрајк во тек на кој ќе бидат на работните места и ќе примаат само итни случаи, но нема да издаваат упати и рецепти. Главно барање на матичните лекари е зголемување на капитациониот бод поради порастот на трошоците за живот. Управниот одбор на Сдруженијето на 27 август донесе одлука на 5, 6 и 7 септември да се одржи протестот на работното место заради, како што се навидува во нивната објава, неприфаќање на стратешките барања од здравствените власти. Доктор Илчо Евковски во изјава за Слободен печат вели дека денеска пациентите покажале разбирање за штрајкот на матичните лекари. Утрово пациентите покажуваат разбирање, не доаѓаат во ординациите, само се јавуваат по телефон за консултација. Итните случаи се препраќаат на итна медицинска помош, додека пак тие кои земаат редовна терапија, рецептите ги имаат подигнато претходно, вели доктор Евковски од ПЗУ Медика Центар Тетово. Ангело Ѓоргиевски, Клементина Левковска и Андреј Костовски денеска пред судот се изјаснија дека не се виновни за убиството на хрватскиот ракометар Денис Тот. Хрватот почина по добиените повреди по тепањето откако сите четворица биле во дискотеката Привиледж во април годинава во градскиот парк. Поред обвинението, обвинетите со умисла го убиле Тот. Прво обвинетиот рече дека не се чувствува виновен и не признава вина за кривичното дело за кое се товари, како и Клементина, која е мајка на едно дете. Исто така и таа негираше вина. Вина негираше и Андреј Костовски. Поради барање на адвокатот на Левковска да се одложи рочиштето, одбраната на сите тројца обвинети не даде воведен збор, а судот на редното судење го закажа за 14 септември. Во изминатиот период, како држава, правиме интензивни подготовки да го зголемиме производството на електрична енергија. 100% ја произведуваме целата енергија која е потребна за граѓаните и малите потрошувачи наместо само 60%, колку што пропишува законот. Се со цел Евана Хоум да не мора остатокот да го набавува по берзански цени, бидејќи тоа ќе удри врз домашниот буџет на секој граѓанин, изјави генералниот директор на АД-ЕСМ магистар Васко Ковачевски. Тој додава дека во меѓувреме заедно со владата барале начин како да помогнат на стопанството и на институциите, односно да се набават повеќе ресурси – јаглен, мазут и природен газ, за да се вклучат дополнително и дел од останатите капацитети за таа енергија да се произведе и да се понуди на бизнес секторот и на институциите, се со цел да се помогне и на слободниот пазар, каде што цените се неколкукратно поголеми од цените на регулираниот пазар
кој ЕСМ го снабдува. Ние се подготвуваме за грејната сезона. Премиерот Ковачевски, министерот Бектеши и јас како представник на АД ЕСМ имавме интензивни разговори во рамки на иницијативата Отворен Балкан со земјите членки Србија, Албанија и Македонија, но и Црна Гора и Босна и Херцеговина, кои бараат членство. Затоа како да најдеме начин заеднички да ја изменеджираме и подобриме ситуацијата со производство и снабдување со електрична енергија, истакна Ковачевски. Во Дојран се одржува тридневна меѓународна научна конференција за безбедност 2022 година во организација на Институтот за безбедност, одбрана и мир на Филозофскиот факултет Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи, што ќе се одржува до 7 септември 2022 година. Конференцијата, како што информира организаторот, е посветена на промислување на механизмите за безбедност, мир и развој, кои се поврзани со севкупните промени, вклучително и политички, воени, геополитички, економски, општествени и еколошки прашања. На конференцијата ќе дискутираат над 80 учесници од Македонија, Германија, Босна и Херцеговина, Италија, Полска, Србија, Турција, Црна Гора, Мароко, Франција, Нов Зеланд, Грција и Шпанија. Вредноста на еврото падна под $0,99 за прв пат од 2002 година во азиското тргување на 5 септември. Британската фунта исто така достигна најниско ниво во последните 2,5 години на $1,14. Европските валути се најдоа под притисокот, откако Русија ја прекина испораката на природен газ преку гасоводот Северен тек 1, наведувајќи дека има истекување нафта во турбината. Потокот дојде веднаш откако министрите за финансии на групата 7, водечки индустриализирани економии, објавија ограничување на цената на руската нафта. Министрите за енергетика на Европската Унија на состанокот закажан за петок ќе разговараат за опциите за спречување на растот на цените на енергијата, вклучувајќи ограничување на цената на гасот и итни кредитни линии за производителите на енергија. Според нацрт документот, чии делови пренесуваат светските агенции, министрите на Европската Унија на 9 септември ќе разговараат за итни мерки како одговор на поскапувањето на гасот и струјата поради намаленото снабдување со руски газ, што ја оптоварува европската индустрија и го изголемува сметките за домаќинствата. Во документот како можни чекори се посочуваат ограничувањата на цените за увезениот газ, како и за гасот што се користи за производство на електрична енергија, како и за други предлози. Официјален Киев соопшти дека украинските оружени сили вчера го ослободиле местото Високопилија во Херсонската област. Кирило Тимошенко, заменик шефот на кабинетот на украинскиот претседател, на Телеграм објави фотографија од подигнувањето на украинското знаме во Високопилија. Инаку извештаи за ослободување на тоа населено место во северниот дел на регионот на Херсон беа објавени и во текот на јуни. Украинскиот претседател Володомир Зеленски на воен состанок изјавил дека украинските знамиња се повеќе се враќаат таму каде што припаѓаат и нема место за окупатори во нашата земја, ја објавува кабинетот изјавата на претседателот без при тоа да се дадат детали. Медиумите во Киев уште јавуваат дека украинските воени единици во текот на вчерашниот ден го ослободиле и местото Озерне во Донец. Информацијата не е потврдена од независни извори. Украинската армија на крајот на минатиот месец покрена офанзива за ослободување на регионот Херсон, што руските сили го зазидоа набргу по почетокот на инвазијата на 24 февруари. Руското министерство за одбрана ги негира наводните успеси на украинската армија. И уште една информација пред да се одјавиме. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека 8 септември, четврток, согласно законот за празниците, е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Министерството воедно на граѓаните им го честита денот на независноста. Ви благодарам за вниманието. Следете го и следното издание на вестите на Слободна ТВ. Довидување.